село Барешани. Нека не е напомош денот за многу години Свети Меркури. За многу години нека биде Свети Меркури, село Барешани. Јас сум Стефан Алексовски, млад земјоделец и сточар, кој што се занимаваме со татком заедно и со фамилијата како поддршка и така напредуваме со работата. Еден млад човек, дали може, што мислиш, дали може еден млад човек како што си ти денеска и сопругата твоја, со детенце, да живее на село и да чува стока? Може, се може ако сака, ако има желба да го постигне тоа нешто. Иначе, како сега што викат за младите само во градове, насело не е, тоа е веќе друга работа што системот ни го нанесува. Па све поредко и поредко младите сакаат на село. И тие што се сакаат да избегат од градот, додат во градот. Сите се за град. Да, сите. Зошто така? Ете, така дојдеш кај селото се пустат местата, нема училишта, нема продавници, самото те тера да одиш понатаму заради школување на деца, заради едно, заради друго, и никој не ќе да продолжи. Еве ти да речеме си остана тука. Јас останав со желбата имам и сопругата, со децата сакаме значи да си живееме на село. Градот ни е блиску на 7 километри од тука. Така. Не попречува ништо, имаме 10 коли во дворот што можеме за 5 минути да одиме до градот за се што ни треба. За секакви обврски. Така, можеме да кажеме и ако си во село исто како да живееш во град. Исто во град 7 километри е една населба брустичка до центарот на градот и ние сме исто толку. Така. Рече земјоделец сточар. Да. Зашто си задолжен ти во овој дел? Јас сум задолжен за во стоката за поможување за молзење, за вакцинирање, за јагнина ранење, за таква работа. Околу пашата татко ми, ама кој ќе треба некогаш го сменувам јас. Так. Другото, цела земја е на мене. Ти ја обработуваш? Цела ја обработувам јас. Татко ми рече пред 10 хектари, ама не кажа точно, работиме околу 20 хектари земја. 7 хектари имаме со пченка, 3 хектари имаме со жито, 2 хектари луцерка и 10 хектари имаме ливади. Сето тоа го користиме за сопствена потреба за храна за добиток. Браво, Стефан. Можеш да постигнеш една сезона? Се можам со поддршка од домот, фамилијата, се може да се постигне ако се сака. Да речеме. Тие 3-4 месеци ни се многу напорни, некогаш работиме по 16 сати во денот, ама се постигнуваме со желба. Се разбира, работам за себе. Нормално, секој ќе си гледа за себе кој ќе работиш, мора да се придржуваш. Најдобро што можеш да го користиш. Така. Сте размислувале некогаш да земете овчар да ги пасе овци? Се размислувале секогаш, и денес размислуваме, ама нема кој да најдеш човек што сака да работи таа работа. И некој што ќе го земеш, например, да ти работи таа работа, ќе ти рече 1000 евра и нема пак да ти постигнува целата работа кој што треба. А овците не напасени? А овците не напасени, а парите потрошени. Така. Тие што треба да ги трошиме, ние ќе треба да му ги даваме него. И затоа најдобро сами да си гледаш. Сам што ги си гледаш, нема друг да ти гледа. Тоа е најубаво. Да. Да речеме 20 хектари кажа. Да. Си во намисла да речеме да зголемиш хектари. Ако зголемиме стоката, ако гледаме дека има напредок со цени со едно со друго, значи да имаме мотивација за работата и профит е мотивација за работа. Ако немаме профит, ако работиме со загуба, нема да работиме. Так. Значи ако имаме мотивација со добиток, со се да зголемиме, ќе зголемиме и земјата. Зошто да не? Так. Зошто да не? Сета механизација имаме, ја видовте пред, ја снимавте, сето купено од сопствен џеб. Од државата немаме на пример ништо искористено, ни со ИПАРТ, ни со ништо. Таква работа, значи сето ни е купено од сопствен џеб. Така. Си користиме секој што ни треба за наши потреби, со наши стандарди, големините на механизацијата, исто така сето. Стефан, што вадиш берикето да кажеме од земјоделието? Стига за стоката? Берикето зависи од годината, например годинава беше добра година за сено за таква работа. Имаше доста род, што може и да нешто да имам за продажба во текот на зимата, зависи каква зима ќе очекува. Ако е студена и долга зима, ќе потрошиме цела храна, ако е поблага зима, ќе остане нешто за продажба. Да. Да речеме сега во едно зимо. Вие имате колку? 130 глави овци? 290 овци и 40 кози. Значи 290 овци. Да, и 40 кози. За 290 овци да кажеме вака, прилика колку би требало јачмен или крма или како? Дневно или за цела сезона? За цела сезона. За цела сезона ние трошиме околу 30 тони пченка. Башка концентрат готов купуваме за јагнината околу 10 тона. Околу 1500 до 2000 бали сено трошиме луцерка. Слама за постелување ја користиме претежно. И другото е тоа што отпоќе го продаваме. Тоа е добар берикет. Добар. Се разбира дека за 20 хектари добро. Ако се погоди годината. Ако се погоди. Да. Имало година да не се погоди? Имало, како не. Еве за напред годинава ќе видиме што ќе биде со пченката.
силни ветришти имаше, испопадната е, суша беше, нередовно наводнување поради системот, немаше редовно вода поради сушите. Сега ќе видиме што ќе биде со тоа. Так. А сеното беше во добар одгодина, а со екстра квалитет. Стефан, голема благодарност. Млад човек, земјоделец, сточар, навистина храбро. Фала ви вас што дојдовте да посетите селото ти. Сега како што оди времето, селата никој не ќе да ги посетува. Сите сакаат се помалце во градот да се замени и да се живее таму. Ти благодарам. И ви благодарам и од вас. Мое село во твоето село. Мое село, Валентина Кожовска и Александар Димитровски Саше. Добар ден. Добар ден. Денеска е голем ден за многу години. За многу години здрави и живи сите да сме. Валентина вела секој доаѓа со својата макала. Точно. Инаку светецот Меркурий, имам читано, доста имам читано, го сметат за жив светец. Помага душевни растројства, нервози, психози и такви работи. Има водичка во манастирот, од самата икона, а манастирот е одамна, од 1836 година ми се чини. Така е. И тука е крстен и Ѓорѓи Сугарев. Така е. Како податок, битен податок. Секоја година на овој ден доаѓаат тука многу верници, како што рековте вие со својата мака, секој со своја за здравје, за сите тие работи и е прекрасно место, мислам тука е преубокатче. Не знам како да објаснам. Осеќам душевен мир овде. Саше? Па, ето ја сакам да поздрав за многу години, да јас немам често доаѓано, но кога доаѓам си го наоѓам тука еден така душевен. Блиску да Битола. века. Битола, да, близко. Да, и за здравје, за фамилијата. Спасение, да, мир, Во благослов. тешки времења, секој си бара, мора да го бараме, оти тој не остана. Бога. Така е, така е. Ја морам да признам дека со години одам по манастири и по цркви. Толку народ не сум вишол во сега. Вака сега денес се погоди недела, луѓето се слободни, ама и да е обичен ден, овде обично идат многу народ, многу, премногу, значи имало коли кога сме иделе пред години, имало коли дури по селото. Да. Пешки нагоре идат и тука имало музика, жива музика. Секој е добре дојде, никој не го пуштаат гладен да си оди од тука. Така. Да дојде добронамерник или било кој да запали свеќа и да си касни за здравје рибче, посно поштае. Така. Остите. Ова беше сериозниот дел. А сега, за гледачите на мое село. Да. Што така да вид? Добро, и смејата е лек. Така. Па така е, ама Еве сега ќе го кажам, може познат вице за власите, еве да тебе малце да те некој бил качен горе на кровот и ги сменвал герамидите, се зализга и каже, жено, не преруча где на болница ќе руча. На болница ќе руча, еве така за власите. Да. Има- Знаете Влав кај троши најмногу пари? На евра, купува евра. А купува евра, да, Ја ти да. го кажав пред да снимаме. Како можеш да го познаеш Влав на свадба? Така? Сам си лепи пари. Така? И... А дали знаеш Влаинка како се вика на англиски? Ето не. Леди Гага. Леди Гага. Добро е. Добро е. Сакам да ете, имаме можност да кажеме дека ние сме од театарот Солви, сме од Битола. И сега на ете е можност да кажам дека на 7 февруари Солзи Смеа ќе слави 30 години од своето постоење. Нека ви се множат. Да се множат, Не се фала. малце, али скоро цел живот и кон таму почетокот на 7 февруари ќе имаме голема турнеја низ Македонија со најнова представа, шоу што ќе го прославиме достојно Солза и Смеа 30 години, која веќе мислам стана, така да кажам, еден бренд во Македонија, кој што малце не има кога нема повеќе, кога помалце, но велат не нема, ама тука сме. Така е. Така е, така е. да. Нека ви се множат представи се што повеќе и повеќе. Да ми Фала сте ви за здрави и многу. живи со многу години, Ви да. благодарам за многу.
Свети посвети ги се више слава се да твоето име Господ, сега и секој веќе ме пофами, Отче наш кој си небесата, ти се свети името Твое, да е царството биде волја Твоја, како на небесата, така и на земјата, хлебот наш насущен ден. Прости ни Мое село Барешани, драги Котевски, добар ден. Добар ден, Драги, се наоѓаме во манастирот Свети Меркури. добре дојдовте. Добро ве најдовме пред се. Многу луѓе кои што изгубиле надеж дека не може да имаат дечиња, доаѓаат во овој манастир. Нешто повеќе у тој дел. Доаѓаат луѓе кои немаат дечина и досега имаме евидентирано 555 деца родени од манастирот, башка не евидентирани дечина. Идат брачни упари се јавуваат кај мене дека Чичко драги сакаме да дојдеме, немаме пород. Идат, седнуваме прво на каменот, а на каменот се седнува затоа што таму беше бил клаен крстот за доградба на Свети Меркури на манастирот. И оттаму одиме кај свеќите и одиме кај водичката да се измијат и му пуштам вода и крпа за дома и Чичко драги имаме ново. И имаме ново. Денес се јавија 3-4 дека Чичко драги имаме ново и му препорача во 17 часот да се јават дома за да ги евидентирам. Друго, идат на каменот дечина што не зборуваат до 5 години. И прозборуваат. Овие се чуда на Свети Меркури. Ние не сме ни бајачи, ни гатачи, јас сум слуга на Свети Меркури во манастирот од 94-та година, значи 30 години лани ги направив, 31 година. Драги, секој со својата мака. Секој со својата мака, идат беќари, исто така идат и девојки. Глата да му ја земиш да бегаш. Ја дој своја Марија од Битола, 32 години, мајка му вели, Чичко драги, ова ниту ја бара некој, ниту таја бара некој. Глата да му ја земиш да бегаш од лепотица убава. И јас се чудам што ќе правам јас на каменот со ова лепотица кога 70-80 илјади луѓе во Битола нема маш за ова лепотица. Така си мислев јас самиот себе. Меѓутоа не е то така. Помина сето ова, дојде принцот од Австралија, клекна, му го даде прстенот и маца ми дојде бремена тука и сега маца може има 2-3 деца, како е, шо е, така да не е, значи ние што мислиме, што ќе речи Господ. Кој е Господ, никој не. Кој е Господ, никој не, како што ќе сток ми работата, грнчето си го бара капачето или капачето си го бара грнчето. Така. Исто е тоа, имаме еве денеска Свети Меркури, златен, нема поздравување од сите, дојдоја, која има 2 дечина, која 3, која 1, која бремена, која мајка дошла од Германија, децата пуштени бремени се бремена Чичко драги, од Австрија, од Белгија, од Австралија ми се јавија на телефон, фала за што све правиш за нас Чичко драги, година ќе се видиме. Не постоја зборови од овој споменик што е во село Барешани Свети Меркури, што има поминато тој во целото негово живење на Свети Меркури овде, со нашите дедовци, прадедовци и така натаму. 1832-36 манастирот почнат да се гради. Нашите дедовци немале ни струја, немале ни мешалици, немале ни трактори, ни ова, она, меѓутоа го изградиле манастирот рачно, на коњите му ставале на самарите штици и по 3 камење вршеле дотурот од долот овде и да ги ранат мајсторите, а сега ние имаме и трактори, и мешалици, и ова, и она, се имаме, ама нешто тука е затаено. Во Австралија имаме 140 куќи иселени од Барешани, на татко генерацијата многу помагаше таму, мојата генерација чат-пат, али децата на мојата генерација малце тишина е. Така? Што се случува, значи не знаеме како е. Важно, не се секирам јас дека нема да се доправи и овој распаднатиот дел од манастирот. Ова е распаднато самиот по себе. Дојде комунизмот, никој не водеше сметка за манастирите
имаше покриено бил со турски керамиди, денес капка, утре капка, денес падни, утре падни, денес и така натаму. Овие конаци што се урнати, се турнати сами по себе, никој не ги турна. Меѓутоа, ние имате снимано најверојатно вие што имаме обновено, тоа што е обновено е од прва лига све направено, сторено. Не можам да го опишам вчерашниот, сношниот ден на спроти Свети Меркури и денешниот ден. Ношти се кренаја 70 лепчина, а денеска се кренаја поќе од 70 и кумите, така да натре игла да фрлеше во манастирот, немаше кај да падни од народ, дури и надвор чекаја да се заврши работа. Имаме спремано јадење, еве луѓето почнуваат и со јадење да ручат, манастирот го спрема тоа, а кумите си донираат која колку што може, толку ќе се донира, нас не ни е тоа толку важно. Важно е имаме околу 1000 јадење спремано да дојди народ, да руча За здравје. за здравје, така чини и така натаму. Ова го практикуваме од 94 година, па наваму секоја година ова се практикува. Му пожелувам на тие што имаат дојдено, а немаат уште дечина, да се јават кај Чичко Драги, дека Чичко Драги имаме ново и се јавуваат секој ден. А другите си растат, се големуваат и така. Јас сум нунко и на муслимани, Мехладо е нунко, не може биле во Турција на доктор гинеколог, биле во Шведска, биле во Скопје, немал никаде, дојдоа на камено, седнаја овде и се роди машко дете и мене ми велат ти ќе го крстиш, ама како да го крстиш? Ако сакаш викај камен, ние камен ќе викаме. Јас прашав како се вика вашиот Господ, Муамед. Муамед ќе се вика. Муамед е сега оженет. Машал. Да, и има машко дете и редовно идат, донираат овде, се поклонуваат сите тие работи ако се муслимани. Имаме во Жабеѓани дечина од манастирот, имаме во Доленци, имаме во Скопје муслимани. Имаме каде Битола имаме и така натаму, така да, верата Господ е еден, верите се различити, секој да си почитува својата вера, да не му прави никој на никого за кој што сака да си верува во својата вера. Драги, надалеку е чуен овој манастир. На местото каде што е каменот, односно крстот. Каде што е каменот, надалеку се слуша во време на Турско 1819 година една група барешанци, 9-10 мажи, млади, одат во Турција да му работат на некој бек. Нивите, во некоја област Кападокија. И таму му иди на сон Свети Меркури, тој едниот нашиот. Стани ти да се вратиш во Барешани, на селото има ливада, има камен, течи водичка, да клајте крст и да почнете да градите манастир, ама да се вика Свети Меркури. Станува овој, му кажува на тие нашите, му вели, аве, ноќески еден светец, Меркури се вика, ме дрма и ме тера да се вратам. Тој другиот наши му вели, абе, кај ќе се вратиш? Ние пари немаме земено уште од што имаме сработано, не може. Не може. По 2-3 дена пак му иди Свети Меркури. Јас што ти реков тебе, прибери си ја лиштенцата и оди прави како што ти кажав. Оди агата да ги види во нивата, овој 50 метра назад, не спан. Дојди ваму, што е работата што толку си назад? Абе, ага, ти си муслиман, јас сум каурин. Овде ми иде еден нас светец, се вика Меркури, ме брка да се одам во моето село и таму на едно место над селото да градиме манастир, ама да се вика Свети Меркури, се дума агата, колку пари ќе го фати да му дај пари, му вели, ево ти 5 лири, мене не ми требаат сонвачи, мене ми требаат работници. 1819 година дојдене во Битола. Даваат барање, барешанци да се гради манастирот, желни за. Даваат и црквата Свети Димитрија Битола барање да се изгради црквата Свети Димитрија во Битола. 1820 година добиваат визата и барешани и Свети Димитрија Битола, барешан Клисеси, кај нас се запишано црква, да се гради црква. Состојбата во Балканот не чини.
турците, младотурците барат не се сложува со султанот, со законите на султанот, младотурската револуција, тоа го користи Србија и ги брка турците се до Нови Пазар, 1819-20 година. Валијата овде му пушта курир и му вели брзо плето дај му чукни го мурот на овие две цркви, што сака нека прат не чини ситуацијата на Балканот. Така е дојдено брзо плето да дојди до нашата виза за градба на манастирот. Свети Димитрија Битолчани берат брзо плето пари, берат од звонџари, еснафи ги викале тие таму, од шнајдери, од лебари, од месари, од сите работи, и 1830 година црквата ја прат, ама не 8 на 10 како му рече Валијата, како што е денеска 30 метра и колку што е таму, брзо плето. Ние касниме 2 години, 1832 е почнат манастирот, 1836 е завршен како што е завршен. А конаците се почнати и правени 1870 година. Така да овде и во Крсторскиот манастир имало редовен поп што спил тука со попадијата. Поп Трајан од Добрушево. Кога ќе се родило дете што не му траело на мајка му, го крстале Трајан, Живко, Стојан и така натаму. А брзо плето бабите кои ќе се породела мајката, го клавале на раскрсница и кој ќе поминил прв бил кумот. Ама требало одма бабите со кумот да дојдат во црквата и да му клат името. Значи, ова е во Крсторскиот манастир и во Барешанскиот, за оваа околија во тоа време имам јас сознание дека е така. Само да кажеме, камбанаријата од кога е? Камбанаријата е одма после црквата, значи ако е црквата 1836, почната е камбаната. Многу е убаво. Да, многу убаво направено. Да, стара градба и тука долниот дел е училиштето. Училиштето учеле кој што стигнал, така ставал учители, да речиме. Дедо Пецо велеше, кај да поминиш покрај вакав, не знаеш дали е таа црква или џамија. Не прави лошо, ако немаш да му помогнеш, помини си, замини си. Така е и со нашиот манастир, ако не знае сите што има направено лошо, си завршија со лошо. Многу големи вистини. Чудата на Свети Меркури се големи. Чудата на Свети Меркури не може да се опишат во една емисија и да речеме во толку и толку минути. Треба да се дојди во Свети Меркури. Овде ми идат од Скопје, од Тетово, од Струмица, од Гевгелија. Тука ми идат луѓе за од Прилеп да не правиме муавет, за селата Битолски да не правиме муавет, за Охрид, Ресен, Струга, цела Македонија. Иди, тоа фејсбуците што се сега знаат, слушаат, еве денес се јавија дека поводици ќе дојдат за тие што немаат дечина и гледате самите вие како е река од народ. Многу народ. Значи како да е во Скопје нема во црквите толку народ дојдено како што во нашиот манастир си дојдат и фала му на Свети Меркури што не одржува, ве видите, гледате дека јас имам 72 години, се осеќам добро, здрави, живи. Така. И да си добро, драги, да даде Господ. Му благодарам на вашата емисија, му благодарам на вашите телевизии. Веројатно ќе ја гледат цела Македонија. Секако. Мој веројатно ќе гледат и во надворот од Македонија. Сите ги поздравувам и му пожелувам се најубаво и вас ви пожелувам се најубаво. Ти благодарам, драги, за многу години. За многу години. Слава
како неразумни, туку како мудри. Спаси, благочестивија. И ќе речам на душата своја, душо, имаш многу добра приготвени за многу години. Јади, пи и весели се. Осјаштенешемо и богопроизведеному епископу, свјатешеме епископи великако, намже отцу и пастиру. Почитувани, се наоѓаме во конакот на манастирот Свети Меркури. Пеце, навистина денеска многу народ. Да, помош да не е. Мило ми е, ше толку има луѓе. Имаше 1000 луѓе? Повеќе од 1500 луѓе негде ручек се подели така. Немаше место каде паричка да фрлиш, што вели наш народ. Да. И храмот беше полн за службата. Тоа е драгоцено до сега што. Секој со својата мака, за здравје и спасение. Да. Стреко, да ни се представиш? Јас сум Ице од Битола. Ице, со години си во манастирот? Во манастирот сум 6-7 години. Најмалку 6-7 години. Така, како добронамерен човек сум многу... Добронамерен човек и сум донирал сакции за него. Така да, не само тука, и во црквата Богородица во село Трново, пошто и таму имаме една куќа, и таму донирам исто како и овде. Само да се живи, здрави и собојни. Само за здравје да е, само за здравје. Да ни се представиш? Јас сум Живко Ѓорчевски, потекнувам од ова село Барешани. Значи, моите корени се од тука, од мој татко, мој дедо, мој прадедо. Со генерации? Со генерации, да. Едни од најстарите. Со години? Со години, да. И моите предци, значи дедо, прадедо, сме тука, од ова село потекнуваме. Навистина изненадувачки колку народ денеска. Да. Славата носи кој Чудата како на Свети Меркури се големи, посетен и веќе денес е тоа што можете да го видите. Така, нека ни е напомош на седи. За здравје да биди. Може ли да го поздравиме денот со една песна? Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пеам. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пеам. Многу градови, села пројдов, како тебе мил за мене нигде не најдов. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пеам. Почитувани, тука негде крајот на вториот дел. Ве поздравувам од село Барешани, од манастирот Свети Меркури. Нека ни е за многу години.